Иначе денес пристигнав со популарната авиокомпанија Wizz Air, посната ви е на сите. Уште авионов не паркиран, овие наши брзо торбите. 10 пати овој стюардов река, полека смирете се. Стигнавме во Франкфурт, тој е тука, години. Нема да избегаш. Не, овие први да излезат, господе Боже. Интересно е ќе патуваш со авион, озбилно, многу интересно. Например, една од работите што ми направи впечаток се стюардесине на почеток, пред да тргнет авионче. Значи, добро, во Wizz Air се пристојни. Пристојни се, не се како во јат. Во јат кој ќе излезет господјава, како кечери се човече. Она, не е секси, али имат искуство. Уште по боросанки жени, бе. Ратна опрема. Не дај Боже да паѓат авионов, ти вриштиш, да ти вика, уживај со мене си. Они шо сум соце на земјава, гледа? Шо земјава? Се приближи, ке се залепи нека палчики. Уживај, јас ти еба матер, јаве се. Стюардеса од јата ко патнит од небово, земјава ми се чини џунка ќе добие. А овие од Wizz Air не се баш такви, момиња, пристојно се, можам да зборувам се, жена ми далеко е. И знаеш, влегват она, сега демек ќе објасниме процедурата во случај на, не дај Боже, на несреќа. То не е процедура, то е хипноза, човече. Озбилно. Имате приметено шо прат стюардесине? Значи, влегвит од она кабинчено, си почуј женава, знаеш? Си почуј вака, цак, цак. Дали може да го добијам вашето внимание? Ако имаш моето внимание, сонце мило. Цел сум во внимание, браторе. Очи ме вака. Природна реакција, она. Кај секој маж, баба. И почуј, овој авион има 8 излези, 2 се одзади, 4 по средината и 2 се напред. Зборви ми, сонце мое мило, веќе се осеќам побезбедно. Знаеш, хипноза права, ти не приметвиш шо преднува женава. Значи, преднуваме за излези во авионот. Деме, кој ќе паѓат авионот, кај се излезите? Кому е то потребно, море луѓе? Шо кој ќе паѓат авионот, личко много ти кажеш, аз извинам, излезот, кај е брза нешто? Забегај, не сум, не можам да останам. А и дома ќе ме чекат, кој ќе се... Кој ќе акат по облаци сега? И дајте им на дечки ви уж по една пијачка, ама последна да е. Излезите кај миле, Боже Господ, страшно. И друго шо објасните, лепотица, кој ќе паднел притисокот на воздух во кабината и се појавувале маски со кислород. Аха, добро, фино. А кога паѓат притисокот на воздух во кабината? Кој ќе сопкорни цел авион? Значи летаме, тоест во воздух сме. Последно нешто што ни треби, сестро, е воздух. И ако ставате, ставите нешто зелено внатре, веќе, ако летаме да летаме,